Досегашните рестриктивни мерки да продолжат уште една недела поради непредвидливоста на вирусот и се уште високата трансмисија, предложи денес Комисијата за заразни болести. Тоа значи дека и во наредните 7 дена угостителските објекти остануваат затворени, а движењето забрането по 20 часот. Во периодот од 27 април оваа година вторник, заклучно со 15 мај годинава сабота, да се отворат угостителските објекти за работа со посетители, односно гости во отворениот дел од угостителскиот објект, само летни тераси, градини, а не и во затворениот дел. Забраната и посебниот режим на движење да почнува од 21 часот до 5 часот наредниот ден. Е ставот на Комисијата за заразни болести. Министерот за здравство Венко Филипче преку објава на Facebook соопшти дека одржал состанок со директорите на клиниките и ковид центрите, каде ја евалуираа состојбата со хоспитализираните пациенти, но и новодиагностицираните. Заклучили дека се очекува стабилизирање на состојбата. Состојбата е стабилна и постепено се намалува бројот на прием на пациенти. Се надеваме дека и натаму мерките ќе даваат резултат, со оглед на тоа што и бројот на новодиагностицирани се намалува. Во очекување сме ситуацијата да продолжи да се стабилизира, напиша министерот Филипче. Во насока на нормализирање на состојбата е и вакцинацијата, која е во тек. До сега во земјата се вакцинирале речиси 39.000 граѓани, а заинтересираноста за имунизација според официјалните информации пројавиле преку 175.000 лица. Денеска Македонија ќе ја добие првата од двете пратки Pfizer вакцини, каде што земјава ќе добие 10.000 дози. Вторите 10.000 вакцини треба да стигнат наредниот понеделник, а само 2 дена потоа, според најавите и доколку се тече како што треба, ќе пристигнат и 200.000 дози од кинески Sinopharm.